Почитувани присутни и почитувани пријатели, уште еднаш да ви посипам добре ден, вториот ден од нашата дводневна манифестација. Последниот сегмент, барем оној официјалниот, не зборувам за нашето дружење надвор од работните сегменти, од нашата дводневна манифестација прикажувањето на филмот Македонскиот руген мокен зрак на нашето срце. Сценариот и режијата се на група автори, но ние имаме таа чест со нас да биде еден од нив, тоа е Дејан Шкартов. Во врска со реализацијата на филмот, некои податоци би сакал да посочам дека музичката изvedба е на Кавал е на Стевче Стојковски, наш познат. Знаеме како Кавалджијата или Гајдаджијата Стевче, така, монтажата е реализирана од Картер филм, додека видеоматеријалите се од Македонската радио и телевизија, Hell Production и Микрофилм. Инаку, Дејан е роден во 1964 година во Скопје, по занимање е инженер агроном. Во неговата кариера има две најголеми пасии: природните минерали, фосили и музиката. Во аспектот на музиката, значи бил дел од групите Коцка Лед, Бадминтонс, Александар Македонски, Клержо и како музичар, композитор и аранжер. Во моментов работи во компанијата Клержо во Македонија како презентер и консултант во контекст на најпознатите видови на природни минерали и фосили и селекција на истите од територијата на Република Македонија. Одреден период од неговиот живот тој го поминат во Италија. Јас би предложил кратко пред прикажувањето на филмот Дејан да се обрати, да ве поздрави, да ве не воведе сите нас во филмот, а потоа кога ќе заврши проекцијата, ќе отвориме дискусија доколку некој има прашање во врска со оваа програматика. Дејан, поведе. Благодарам на организаторот што не покани нас и во прилог на ова како го најави Теон, интересен момент има кога се представува во Македонија некој кога ќе се јаваме или во некоја институција или така. Кој е та на телефон е Дејан? Кој Дејан? Оној со Дејан Шкартов. Тој со камењата. Тој со камењата. И така беше одлична идентификација за представување, затоа што со моето враќање од Трст, практично јас сум еден од оние избеглиците од 91 година кога почна пред очите, пред нос да ни се руши светот за кој што се подготвувавме цел живот, значи да бидеш поштен, работлив, културно да се однесуваш, да им помагаш на послабите од себе и да бидеш стручен, добар стручњак. Тоа се сруши, како што слушнавме на претходната сесија, се рушија споменици, спомен плочата наснов. Одеднаш настана хаос кој на нас млади тук на портата на животната кариера настана таква дезориентација да не знаевме како да се ориентираме. Тогаш мајка ми, чија сестра беше во Трст мажена со стрец Валтер. Она рек, мама вика, ајде бе деко иди малце кај тета да го видиш белиот свет, да видиш западот, затоа што и додека бевме студенти, јас не успевав да отидам да работам некаде во Европа како студент, во некоја пицерија или некој хотел и ме недостасуваше тоа, затоа што заврши сесија, ќе фатиме проби, свирење, свирки и така. И тоа ми недостасуваше и као ајде, и тогаш тоа ми беше прво соочување со светот. И најдов за среќа на многу добар прием кај италијанците, затоа што италијанците се многу сличен менталитет со нас, медитерански народ, емотивни луѓе с болести, прифаќаат и така. И таму барав работа. Меѓу другото, во Трст тогаш беше, имаше еден голем мецена градски, кој имаше дури титула, не знам дали официјална, неофицијална, како првиот граѓанин на градот, Примо Читавино, плюс и се вика Примо, името ми е Примо Ровис од Истра, истријанец, од Централна Истра, од градчето Жмин, кој беше избеглица од Искра,
во Трст, кога Истра е доделена на Југославија и тие не го сакале комунизмот, не знам, оно имал некој дуќанче, па дошле комунисти, не знам, тие последниот месец дена што влегли у војната и му рекле на бизнисот што он го расширил, дошол некој си таму комесар и му вика, сега дневниот пазар од твојот дуќан ќе ни го дадеш нас, а после ние ќе ти дадеме тебе колку што ти следува, колку што ние мислиме. И он, ти од мојот бизнис да ми дадеш колку што ми следува. И така и после преку ноќ отишол и влегува релативно рано во кафе бизнисот, кој многу се развива затоа што Трст е градот на Хаусбранд, како светски бренд на кафето, градот на Или, кој е денешен светски бренд, и градот на Крем кафе, кој е формирано од Приморовис. И он тогаш рекол, осте ти гранатче со граф, со ориз и со така, поубаво. Се сеќава мајка му како мал донела едно кесенце кафе, која била на пазар во Риека, и вика, сите и комши и роднини се собраа, шо е тоа толку битно, вика, у едно кесенце. А мора да е тоа многу важно, така он влегува во бизнисот со кафе и станува еден од најголемите протагонисти на развојот на Трст како град на кафето и потоа нели сите се сеќаваме нашата генерација дека од цела Југославија одеа во Трст со возови да купат фармерки и кафе. И така, затоа што тој во еден момент на Тито му има сугерирано дека треба да ги тргне акцизите на кафе, пазарот да се либерализира, затоа што ние сме кафеџиски народ и ако е скапо кафето, не можеме да го дадеме својот придобив. И така он стана милиардер. И ја го видов, луѓето го сака затоа што он бил сироче на 8 години, без татко и мајка, и као од сиромашно детенце станал милиардер и секогаш имаше слуг за сиромашните, за самохрани мајки и така, и даваше многу пари за обичните луѓе, за сиромашните, така да многу го сака. И големи донации за градот воопшто. И еднаш го видовме на телевизија и тетка ми вика, он имаше еден мисечок од вестник, он што кажал дека кафето е најдобро за да задржи аромата, да се држи во фрижидер, а не во шпајс или во шкафче. И го гледам една вечер на телевизија, вика, ова е тој Приморовис. Викам, тето, ја да отидам кај него да го прашам како агроном, бидејќи дипломиран лозаро-овоштарство на земјоделски факултет, можда во Бразил ќе можам да имам успешна кариера на агроном. И најдовме во Yellow Pages број, се јавивме, па он е зафатен, па вамо таму, па не. И после се сети тетка ми дека на тетин ми, кардиологот, професор Камерини, бил негов партнер во едно граѓанско здружение за превенција на кардиоваскуларни болести, го замоливме и он не прими, и кога дојдов кај него на интервју, он вика, па уште до 20 минути ќе завршам со најавата. И он вика, момче, прво ја импресиониран што ме примил, што разговарам со таква личност, и он вика, исто како тебе, и јас дојдов тука во Трст, како избеглица со една мајца и еден пар панталони. Ако си чесен, работлив, поштен и вика ќе си најдеш место, не ти препорачувам да одиш во Бразил, таму е каша попара, само ќе изгубиш време и пари, него вика најди си било што тука ништо, војната ќе помине и ќе можеш одма да се вратиш дома. И така ми оставив и телефон и после 10 дена се јавува неговата секретарка и тој вика, бе бара господинот Ровис, и тој вика, ако вие уште барате работа, земите алишта за работа и дојдете кај мене во 1 часот во уредот. Ме однесе, ме додели на некои мајстори кои правеа градежни работи и тоа заврши со, потоа те гледаат дека си окей, дека си во ред и останав да работам 9 години кај нив на таа прва изложба на минерали, која тој ја подготви за скриениот свет на кристалите и минералите го прикаже на публиката и тоа беше една негова голема пасија, така да ја појма немав со тоа, бев таму како обичен работник, па потоа како пазач, па потоа како презентер и кога формира предпријатие, ја бев првиот вработен нивен, затоа што си ги најдел. Тоа резултираше со оваа дело,
Значи, ова беше 1992 година за што зборувам, а 2000 година издадена монографијата Arte di Dio, која е инспирирана од сите коментари на посетителите, бидејќи тоа беше од огромен калибар. И Arte di Dio е коментарот на сите луѓе. Кој беше Мадона? Questo è Arte di Dio. Ова само Господ може да направи. Значи, истото чувство што го имаме како синоќа кога се шетавме со Кочо и со Драгица, залезот на сонце над Стоја, па планини, па кога се качите на некој планински врв, на огромна широчина на пейзажите, кога вие всушност сваќате, доаѓа до вашата свест колку сум ја малецок и минорен во однос на енормната мок и изведба на природата, чиј дел сме и ние самите. И така, тука е и моето име како еден од коавтор, он ми рече, ќе видиш, тоа што си тука ќе ти биде многу битно за твојата натамошна кариера и еве и денес тоа се представува. Кога почнав да работам со тоа, на моите родители и пријатели не можев да им објаснам со што се занимавам. Затоа што за нас перцепцијата на камења, Пиетре, stones, што е gemstones, значи скапоцени камења, за нас камењата се оние што ги шутираме, шљунак покрај патиштата. Значи каменот е елементот, предметот на кој што можеш да се сопнеш. Но потоа во нашата теза во презентациите, јас дојдов до еден заклучок и вака ја направив таа градација. Каменот е цврстиот елемент, најцврстиот елемент на природата, кој се вградува во темелите на секоја градба, за да бидат поцврсти. Нели се поставува камен теменник. Кристалот е елемент од кој што се состои каменот. Таа е кристална структура која за разлика од обични аморфните соединенија, бидејќи под дејство на огромната сила која го тера, која ги тера хемиските елементи да изреагираат, значи тектонски придвижувања на геолошки платеи, како се вика, таа огромна енергија ги тера да се поврзат во таа така наречена кристална решетка, која е специфична, затоа што кога два атоми на два хемиски елементи се поврзуваат, тие се поврзуваат и според прецизен геометриски распоред или ориентација по трите оси на просторот. И од таму кристалот има преземена улога на символ на нешто што е на ред и поредок. Тоа се користи и во кристалотерапијата и од таму оние асоциации аметист, камен на мудроста, горски кристал, камен на вистината, ево тука, или кварцен кристал, камен за пари, камен за љубов, камен за здравје, камен на мајлија, која е користена во целата историја, од трибалните култури до оние големите цивилизацијски научни концепти, како ветската култура, од која црпиме многу информации. Значи, рековме камен, кристал, а скапоцениот камен веќе во културата на човештвото има добиено некое значење на совршенство, врв, апикс на нашите символ на просветлување или на духовно ослободување и затоа во историјата највисоките експоненти на општествата, императори, духовници, кралеви, тие имале највеќе скапоцени камени, затоа што се смета дека редот и поредокот запазен како конфигурација во кристалот, тој прави, тој е цврст и тој принцип. Ние сме, како живи биолошки битија, сме повеќе од 70% вода, а водата секогаш може да ја се модифицира спрема садот во кој е ставена. Да кажеме, доволно е некој криво да не погледне од сабајле и да ни го растори цел ден и емотивно и некако, па после да ни се криви нашите најблиски дома кога ќе се вратиме навечер. И сега кога овој кристал го имам јас како привез од парче накид
или така, или како елемент за кристалотерапија, тој самиот со својата вибрација прави да ме структурира мене и да ме враќа кон состојбата која е здрава, природна и хармонична. Како штимер, како да зовја гитара, жиците попуштиле, се раштимале, доаѓа штимер, ги регулира и тогаш јас сум добро и тоа резултира со подобар флукс на енергијата која ги напојува нашите биолошки, биохемиски процеси. И така, во контекст на Македонија и на Асном има еден многу интересен момент кој историчарите ќе ги замолам да го прочачкаме, ама имам слушнато од старите геолози дека една од првите институции во Македонија формирани уште од Асном се Геоинститут заради минералните суровини како основен елемент на економијата на државата. Знаеме гркот Зорба, приказката што Демек се случува на Крит, всушност се случува доле јужно од Катланова. Значи Зорба од Пчиња копал некои магнезити, што се тука и доле ги товарел помеѓу Велес и Скопје на пругата доле. Каде што Пчиња се влева во Вардар. Потоа гипсот во Дебар, олово-цинковите руди, за кои велат дека во моментот на осамостојување на Македонија 91 година, дека повеќе околу 50% од девизниот прилив на Македонија бил по основ на извоз на минерали. Бучин, бакарна руда, во која што некои години има и по 1 тона или неполна тона злато како фора, како фира, како отпад, која се рафинирала во Мајданпек, потоа олово-цинковната руда што се од Осоговските планини, Летово, Саса, Тораница и Добрево и Пробишти, која се рафинирала во Белград, во Велес, топилницата Велес, Фени, мермерениот комбинат и така. Значи, и вториот институт, мислам дека формиран после 45 година или во 45 година, бил земјоделскиот институт, заради земјоделското производство, а исто е кажано дека исто што треба да се потврди, но ја го спомнувам во моите презентации, е дека првите девизи 45-та година во Југославија, туку што ослободена, биле по основ на извозот на тутун и мак и афија, односно ова за фармацевтската индустрија. И моето семејство од Кавадарци, Шкартови, они имале мелница и таму тато вика дека они мелеле таан и таанов, практично таан и шарлаган, шарлаганица ја викале, зејтин од таан кој е еден од најскапите зејтини кои извезувале во Буриња негде за Бугарија, за Софија. Значи, таа исток-запад функционирала таа врска заради Бугарија. Значи, тоа сметаме потоа дека е запоставено крајот на 50-тите години, негде доцни 50-ти години, со сите инвестиции во Југославија, е отворен новиот рудник на мермер, северно од Прилеп, и фирмата се викале Мермерен комбинат. Тогаш е користена најнова технологија и во целта на експлоатацијата на мермер е да се извади што поголемо парче, што поголем блок, во кој што треба да нема пукнатини и да нема вени. Како мермерот од Карара, од кој се направени скулптурите на Микеланджело, кои се светски ремек дела. Значи, тој барал помеѓу вените и пукнатините чисто парче мермер, кое, бидејќи ако има вена, ќе интерферира во светлината на скулптурата која тој ја ваја, и една теза дека рудникот во Прилеп, мермерен комбинат во селото Сивец, дека е субституција на веќе истрошениот мермер од Карара, кој повеќе векови се експлоатира. Тој е отворен тогаш, технологијата предвидувала челични сајли со местимично диамантски прстени, кои сечат цели зидови од планината, да кажем, еден зид може да биде колку цела оваа просторија, па што ќе се распадне и така да се форматизира, и тие да се ладат со водени, со напојување на вода, која температурата ќе смалува
за алатот, како кога се бруси под вода. И тогаш, тоа била најнова технологија и многу често сајлата им пукала. И они мислеле дека не знаат напонот да го регулираат и така, а и ќе сменат, пак ќе продолжат, пак ќе им спукне и се пожалиле кај провайдерот, производителот, и он рекол, чекайте, вика, викните геолози на лице место. И он викнале геолози, геолозите констатирале присуство на рубин во карпата на Мермер. И еден примерот донесовме тука тоа. Еве го белиот Мермер, сивец, најпознатиот македонски Мермер, еве го рубинот во него. Рубинот е минералот се вика корун, доколку и хемиската форма. Дали е рубин или не, е диктирано, е предодредено од неговиот хемизам, алуминиум оксид, Al2O3. Ако тој минерал влече на кај црвени нијанси се вика рубин, ако влече кон сина нијанса се вика сафир. И потоа сафирот е поширока категорија, прифатено е во светот дека и други обојувања се нарекуваат сафир, додека рубин мора да е црвен, од латинското име рубеус, кој значи црвен. Сега, не се најекспонира, многу често е прашањето зошто не е црвен, туку е розев, затоа што само најекспонираните примероци на рубин, односно со највисока економска, финансиска надодградба, се предмет на тој силен пиар да го перцепираме како црвен, но има рубини кои не се црвени, кои се со трула, вишња, со други обовјувања, кои се со пониска цена и не се толку битни и не се толку познати, но постојат. И кога јас во 2001 година се вратив, конечно после 10 години, одибирав момент да ме ослободат од трст, да ми дозволат, затоа што тие ми предлагаат не Југославија уште средено, војната ќе се пренесе, 99 година беше Косово, и беше многу несигурно, но јас чекав момент, првите 5-6 години напредува во кариерата и беше глупо да се вратам, а потоа се мислев како и знаете резонот на имигрант, на наш човек во светот е секогаш ако се вратиш во Македонија многу потешко, ако не ти оди да се вратиш повторно во некоја странска земја, барем во тие години, а ако си таму можеш лесно да се вратиш дома и тоа беше мојот резон. Но во еден момент имаше некои промени од крупен карактер и тогаш ми дозволија да се вратам во Македонија и ми река, одбери се што треба, пробај, година дена, ако не иде, тогаш вратите ти се отворени. И тоа беше точно кога пукната Нушевци. После 10 години се враќам јас со тона и пол камења се комбе. Имаш она лигавката шап и сега ни става баруштината, треба со гумите да поминеш и 5 марки да платиш и тој дечкото со на блокчето да му дадеш пари. И вика, шо бе? Викам, се враќам во Македонија после 10 години старост. И аутуширан, доаѓав по време, ама се кратко. Нели кога сте надвор, па еве Саша знае, бил 30 години в Канада, онака некако ја гледаш Македонија од друга димензија, имаш поинаква перцепција и сваќаш нови елементи и вредности за својата земја. И овој вика, Македонија. И овој вика, идеме како? И овој дечко вика, слушај брат, да ти кажам искрено, док не си влегол, вика, ај вика, сврти се налево окружу, брати се, вика. Како бе, викам, чекај ја. И така и тогаш почнавме на саемските манифестации да го представуваме. И ми интересираше дали би имало интерес, бидејќи сите викаат, еко бе, тоа е таму на запад, кај нас фармерки, не знам, телефончиња, тоа ги интересира, кафани, злате тогаш почна она скара на кило. И тоа беше она традиција, она нормалниот и сега на тема на Македонија, чарето, джају или бу, абе, шо можеме ја и ти? Абе, да, точно е тоа што викаме, ние кога разговараме, викаме, мора Македонија да се заштити, мора да не дозволи. Абе, вика, така, имаш право, ма ја и ти шо можеме. И сега со 1000 души правиш муабет
И секој тој од тие 1000 вика, ја и ти што можеме? А тоа се 1000 души. Па не е дека не може. И така и после почнахме. Македонија е многу добра, затоа што нова иницијатива може многу брзо да земе замах, да се расшири, за разлика, бидејќи се знаеме брзо и да ти многу сме поврзани. 5 минути муабет со некој, одма наоѓаш кој е чив, кој кого знае, сватови, знае и така натаму. Тоа е многу така едно театарче кој е многу симпатично. Ја мислам, така треба да креираме Македонија, бидејќи тоа странците кои доаѓаат го чувствуваат и се чудат. И вика зашто сте вие среќни и позитивни. И почнахме, потоа имаше значи да не должам, ти многу должам. Дали можете да предпоставите, значи да го завршам ова поглавје, во Македонија е битно не ти да истрошиш цела енергија да ги убедиш другите да поверуваат дека твојата иницијатива е валидна и вреди, туку тоа ќе ти треба многу енергија и нема да ги убедиш. Туку да со таа енергија да вложиш нешто да направиш, кој ќе го видат они, ќе почна да вика, па види некој имаше среќа, абе тој среќа има. А тоа колку си рмбал, колку си се козел, нема врска тоа. Така да ја викам, резонот ми беше Македонија е земја, Скопје е главен град, еден дукан за кристали, тоа сигурно сте го виделе по, не само туристичко, обично по планинските туристички места, да кажеме кај што алпинистите наоѓаат кристали, па ќе ги изложат во планинарскиот дом, па после дуканчи, на крај тоа резултира од локални кристали, од локалните пронаоѓачи, планинари, до бизнис. И, например, на Етна ми купиле подарок од Етна, од Везув, над Наполи, купиле, еве вика од Везув камен, увезен од Бразил, а они мислат дека е од Везув. И така. Значи, тоа беше идејата и викам, мора да една-две плати да може да се изведат се еден дуканче и така. И во самиот тој почетен период почна, бидејќи беше првата поставка на конкретни примероци, кои геолозите ги учеле или од оние стари книги со туш на шапилограф, како универзитетската печатница, кај што немале ни бојни ништо, или тогаш почнуваше интернет, па ги гледале, или од странски каталози. И се одеднаш тоа што го гледале цел живот, бидејќи Македонија немаше, свет не беше вмрежена во тој поглед, но науката, геоложката наука и природно-научниот факултет, они имале само примероци на карти, делот на петрологијата која ги проучува минералите. И тоа доби голем публицитет, почна да доаѓаат луѓе, медиумите и телевизиите почна да ни даваат баја ги простор затоа што темата им беше забавна. И као Джокер им бев. Дојде у 8 са бајле, додека не најдеме некој друг, да дојде од друга и така луѓето си се фамилијазирали, овој вика интересен збори, позитивно, не е политика и така. И тогаш се многу убаво искуство и луѓето почна да викат декове вика, а тоа беше моментот кој беше промоцијата на купувајте македонски производи со сонценцето. Од истото беше и во други европски земји, за да почне глобалниот бизнес фокусот да се враќа на локално производство. И во тој контекст луѓето викат, ова е многу интересно, добре дека вика, а нешто од Македонија? И ја викам, а ова е од Бразил, ова е од Индија, ова е од Вајоминг, ова е од Русија, ова. Викам, Македонија, ти треба микроскоп да ја најдеш на светската мапа. Не, имаме друго. А некој што има подобро познавање, вика дека Македонија има рубин. Како не се знае? Не, грешка некој, викам, рубинот е многу битен камен. Оти диамант е најпознат по фама, после него одма се рубин, сафир, смарагд. Немогуче да го имаме тој, а да не знаеме. Ај за Лоран Титов почна да се збори 90-те години. Од овој Блажо Боев, геологот, автор на оваа книга и така. И малце еден друг треб. И ја после почнав да се распрашувам, најдов некој примероци. Еве како. И
После почна да ги носам на анализи во Италија, во Германија, многу патував тие години. И овие германците ми кажат, ова е, вика, не е висок квалитет, ама е рубин. И ја, дамла, леле, вика, увезуваме тигрово око од Јужна Африка, со шпедици, со царини, со ова, она, бла, 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 тоа кошта на крај 100 денари, камче, а ова минимум 1000 треба да кошта. И кога видов и одма так, што беше она? Затоа што Македонија извезувала овошје во Словенија, а купувала готов сок од фруктал. Извезувала од Радовиш концентрат со возови, а овие у Мајданпек злато произведувале. Не знам, ова, она, вамте, тамте, онамте. И викам, и после во Италија гледам дека некој, да кажеме, историјата на Зануси, чива лиценца имаше Конча во текот на... Зануси бил ковач, подковици правили, дали после Прва светска војна или после Втора светска војна, владата за обновата имала оглас, кој сака, што има таков занает, да се пријави, има добри дневници за да ги демонтираат неексплодирани бомби. И он се пријавил и од тука парите и го прават Зануси како светски гигант за шпорепи, за таа бела техника. Овој правил Мисони, кој беше, меѓу другото, и пријател на господинот Робис, па и се запознавме 2000 година во прилика на промоцијата на оваа книга во Милано. Он правил мајци, имал машина у гаража за правење мајци. Он станува светски бренд, не знам, Бенетон, Пиаджо, точаци. Овие правеле салса од па станале Барила. И така, значи, луѓето правеле од она што го правиш сам, што те јаде црвот и одеднаш ако тоа го спроведеш, некако му дадеш форма, земе, замав и стануваш светски бренд. Еве, пица, паста и сета. 2019 година во Кина на еден сајм, кај што прв пат го представивме и нашиот Рубин, имаше воздух од островот Крк или од Пак, на хрватскиот штан, компримиран воздух во лиминки за Кока-кола, да си купиш воздух од Далмација. Е така. Сега, дали, гледајте ова, значи помалце од волку ќе трае представувањето. Значи, замислите, што има, дали можете да замислите што е заедничко помеѓу, да кажеме, акумулатор, пудра, гипс картон, компјутерски процесор и веренички прстен. Акумулатор се прави од олово. Така. Оловото се копа во Соговските планини од минералот галенит или свалевит, го топеле во Велешката топилница. Гипс картон, Кнауф во рудникот кај Косоврасти во Дебар, цела планина ја купил 90 години или 89. Ја копа планината, прави гипс картон. И тоа го има во Македонија. Процесорот на компјутерот се прави од полупроводници. Силиконската долина е наречена според употребата на силициумот од горскиот кристал од кварцот, кој е силициум диоксид. Значи, изваден силициумот, тоа е тој полупроводник, база за електронската индустрија на полупроводници. Пудрата е од магнезит, кој Зорба Каркот, што живеел во хотел Бристол во Скопје на улица Македонија и кој извезувал за Австрија, го копале таму на пола пат Скопје-Велес, а вереничкиот прстен, најпознатиот сега што е тренд задниве 10 години во Македонија, е направен од македонскиот Рубин, кој е на наша иницијатива од некаде 2009-10 година е заштитена трговска марка и денес ќе го представиме на форумот во Пула. Природата е нашиот прв дом. Од неа се раѓаме, во неа живееме, се радуваме, учиме и растеме.
во неа се враќаме по смртта. Ние самите сме природата. Прва асоциација на природата се широките хоризонти, планини, мориња и прекрасните пейзажи. Потоа чудесниот свет на растенијата и животните и на крајот човекот. Но еден неизин, можеби уште пофасцинантен аспект се провлекува незабележан, затоа што останува скриен во внатрешноста на земјината кора. Тоа е светот на природните минерали и кристали, светот на камењата. Ако се абстрахираме од значењето држава, зборот земја во историјата и традицијата редовно бил придружуван од неискажаните чувства – темна, студена, тажна, просторот во кој не закопуваат по овоземниот живот. Но замислете, токму во срцето на таа темнина се создадени боите на тиркизот, лазуритот, малахитот, морското синило на аквамаринот, црвената цврстина на јасписот, сјајно жолтата боја на самодовербата на цитринот. Таму е создадена и совршената чистина на горскиот кристал, на диамантот, символот на вистината и возвишениот дух. И тоа не лесно и не баш бргу, туку во текот на неколку стотици милиони години. Македонија има свој скапоцен камен, македонскиот рубин со многу убава боја на малина. До неодамно многу малку знаевме за него, меѓутоа речиси сите сознание, можеби во целост, ги должиме на индивидуалните заложби на Дејан Шкартов, најдоследниот и најпосветен македонски истражувач на македонскиот рубин. Од каде во Македонија рубини? Ми се чини дека фокусот на оваа тема кај македонската јавност е дури последниве години, меѓутоа очигледно тие одамна биле тука. Знаеме дека Македонија има прекрасни природни ресурси и убавини, има многу богата историја и културно наследство. Она што го должим на претходните генерации за кои што треба да се грижиме. Но голем предизвик е што денешната актуелната генерација може да и даде на својата земја и на својата историја, нели, како на Максима, на Ганди и на Кенеди, као не прашувајте што може земјата, што треба да направи за нас, туку колку вие можете да и дадете. Во Италија 9 години работев за еден голем мецена и за еден од најголемите предприемачи на Италија од 60-тите, 70-тите, 80-тите години, господинот Примо Ровис, и тој како еден мултимилиардер од кафе бизнисот во еден момент открива 3-4 кластери на горски кристал во една плантажа на кафе, се магепсува од тоа, почнува да прави една огромна колекција во текот на 10 години и таму јас поминав 9 години како еден од неговите најблиски соработници. Идејата беше по моето враќање во Македонија да го представиме тој чудесен свет на минералите и кристалите и практично создавањето на првиот македонски елитен бренд производ од областа на скапоцените камења, нормално по охридскиот бисер. Die wahren Schätze dieser Region liegen allerdings unter der Erde. Das Gebiet ist bekannt für seine edlen Steine. Genau der richtige Ort für Dejan Škartov. Er ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Edelstein, dem mazedonischen Rubin. Seit mehr als 60 Jahren wird in diesem Steinbruch Marmor abgebaut. Eine besonders reine Sorte, schneeweiß, fast ohne Verfärbungen oder Adern. Ein Rubin entsteht unter ähnlichen Bedingungen wie Marmor. Deshalb ist die Chance größer, hier einen zu finden. Mit besonderer Genehmigung darf Dejan ausnahmsweise direkt im Marmorsteinbruch nach dem seltenen Edelstein suchen. Edelsteine wie Rubine oder Diamanten stammen aus der Tiefe der Erde. Es sind Mineralien, die durch enormen Druck und sehr hohe Temperaturen ihre kristalline Form gefunden haben. Wenn sich Temperatur- und Druckbedingungen in bereits bestehenden Gesteinsschichten verändern, ist es möglich, dass mitten im Marmorblock ein Rubin oder Saphir entsteht. Der Rubin ist nach dem Diamanten das zweithärteste Gestein, das auf der Erde vorkommt. Es besteht aus dem Mineral Korund,
Eine leichte Beimengung von Chrom verleiht ihm die rote Farbe. Heute haben wir großes Glück gehabt. Diese Felswand mit dem Rubin drin, die man uns gezeigt hat, ist super. Wir haben ein tolles Stück gefunden. Wir können den aus dem Felsen nicht herausbrechen, aber dieses Stück, das aus einem anderen Brocken herausgefallen ist, dieses Stück ist wirklich ein Glücksfall. Es hat eine ausgezeichnete geometrische Form. Es ist ein perfektes Sechseck. Mazedonien ist das letzte europäische Land, in dem es noch Rubinvorkommen gibt. Der mazedonische Rubin ist nicht so vollkommen und rein wie andere, aber dennoch einzigartig. Seit 15 Jahren sammelt und verarbeitet Dejan mazedonische Rubine zu Schmuck. Und er hat eine Vision. Er möchte diesen seltenen Stein zu einem Aushängeschild, zu einem besonderen Markenzeichen des Landes machen. Das wichtigste Merkmal ist, dass dieser Rubin aus Europa kommt. Alle anderen Rubine, die auf dem europäischen Schmuckmarkt gehandelt werden, kommen aus Asien oder Afrika. Der mazedonische Rubin hat eine spezifische, ungewöhnliche Farbe, Himbeerrosa. Diese unterscheidet ihn von allen anderen Rubinen aus dieser Klasse und von dieser Qualität. Meistens haben alle osteuropäischen Länder, und wir auch, nach Westen geschaut und gewartet, dass von dort Werte, Qualitätsmaßstäbe und auch Erfolgsrezepte kommen. Wir dachten, dass wir immer alles importieren müssen. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch wir etwas haben, das wir der Welt geben können. Skopje, die Hauptstadt Mazedoniens. Historisierende Paläste und gigantische Statuen von Nationalhelden prägen das neue Stadtbild. Sie sollen der etwas gesichtslosen Metropole ein unverkennbares neues Profil verleihen. Die Geburtsstadt der Mutter Teresa ist ein Schmelztiegel christlicher und islamischer Kultur. Sie trägt byzantinische, slawische und osmanische Züge und ist Heimat vieler verschiedener Völker. Hier hat Dejan Skartov seinen Laden, der mazedonische Rubin. Doch bis der edle Stein ein Schmuckstück zieren kann, ist es ein langer Weg. Das ist das Problem mit dem mazedonischen Rubin. Das bringt jetzt nicht viel. Hier sind sie, diese Adern. Jetzt muss ich ihn noch mal durchschneiden, mehr in diese Richtung. Vielleicht werden die Adern kleiner und verschwinden, aber vielleicht werden sie auch größer. Man weiß nie, wie so ein Stein im Innern aussieht. Also los, noch einmal. Mit Geduld kommt man weiter. Es macht viel Arbeit und es gibt viel Ausschuss, bis ein perfekter Stein ein einzigartiges Schmuckstück ziert. Auch das muss Dejan bei seiner Kalkulation berücksichtigen. Eine der Grundeigenschaften von diesem Stein ist, dass er der härteste Stein nach dem Diamanten ist. Nach der Mohs'schen Härteskala ist der Rubin bei 9 und er ist schwer zu verarbeiten. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Gut, und selbst? Hallo, die Damen. Was möchtest du aus diesem gemacht haben? Sternchen. Also nur die Rubine? Nur die Rubine, aber wenn es geht, bis heute. Natürlich geht das. Für dich immer. Gar kein Problem. Für seine Rubine lässt Dejan in der Werkstatt von Meister Adnan besondere Schmuckstücke anfertigen, in traditioneller Filigrantechnik. Ein altes Kunsthandwerk, das in jedem der Balkanländer eine spezifische Ausprägung hat.
Ај Танче, побрзо се брзаме. Добро, ај сега да го стиснеме. Македонскиот рубин е еден новитет и за нас и за светот, затоа што се одликува со многу специфична розова боја. Значи една нијанса која е опишана дека постои во светот, но не е видена. Особено не е видена во накид. И така да неколку промоции кои имавме надвор од Македонија, онака подзастанува посетителите и вика, какво е ова? Значи и во рангот на розевите скапоцени камења, од кои има 5, 6, 7 најпознати, се издвојува со овој тип на розево. Заради тоа, прво предвидуваме дека со светската промоција, откога ќе биде заштитен со закон македонскиот рубин, на што веќе работиме, ќе биде изведен и синоним, исто како бисерот балкански, македонски рубин розево или Macedonian Ruby Pink. А она што е важно за неговата енергија е тоа што ни го наговести на почетокот Катрина Рафаел, една од најголемите еминенции за кристалотерапија во светот. Некаде 2002 или 2003 година се сретнав конечно со неа после 10 години проучување на нејзината литература и тогаш веќе имав по некој парченце македонски рубин и нормално како голема еминенција и подарив едно мало кристалче, необработено, бидејќи тогаш не ги обработувавме, само за да ни ја каже нејзината визија, нејзиниот коментар, и таа го зема, го погледна, мислам дали истиот ден или после еден ден, бидејќи бевме 10 дена на семинар, таа вика, вау, вика, ова е еден од најмокните камења за лекување на чакрата на срцето. Од тогаш се изведе оној поднаслов на македонскиот рубин, мокниот зрак на нашето срце. И многу се почна да се работи на тоа, на употреба на розевите скапоцени камења за лекување на срцето и за враќање или ревитализација на потенцијалите на простување, на сакање безусловна љубов, на човештина. Македонскиот рубин е најважен заради тоа. И замислите сега кога странците доаѓаат, особено дипломатите кои живеат во Македонија, и се прво имаат искуство запознавајќи не нас македонците, велејќи каков народ, нели сите ја засакуваат Македонија и на крај на мандатот жалиме да си отидат и гледаат како да го продолжат и значи не перцепираат како човеколюбиви, миролюбиви, ненасилни, полиглоти, човечни пред се. Сега, истите квалитети како кристалотерапија ги носи македонскиот рубин. И сега си рековме, нели е може би, нели сме обстанале чисто хипотетички, затоа што зрачел македонскиот рубин од утробата на македонската земја. Значи рубините, ние сме настанале, да кажам, човековиот вид пред 1-2 милиона години, а рубинот има, велат дека доломитите мермерни се прекамбриумски, тоа е официјалниот, значи повеќе од 600 милиони години на назад. Значи може да имаат и милиарда години. Значи тој е есенцијален принцип на пулсирање на планетата на која и го должиме животот и нашето обстојување. Препознаена ли е веќе во, да речеме, во нашата средина и во вашето секојдневие вредноста на македонскиот рубин? За среќа да. А исто така еден од елементите кој многу ни помогна и психолошки, исто така и финансиски, е брзото препознавање на овој потенцијал од страна на институциите на Македонија. Значи прво, да кажам, председателот Ѓорѓи Иванов, тој при првата средба пред 2-3 години и кога ги виде примероците, одма експресно реагираше, подари 1-2 примероци така, побара да направиме договор со кабинетот и да тој влезе во каталогот на подароци. Првиот дипломатски подарок 2008 година беше токму овој примерок кој го донесовме, чива реплика донесовме денес во вечернава емисија и таа беше изложена и на изложбата и тоа е примерокот продаден односно подарен на принцезата
од хунзите, принцезата Рани, од народот хунзи од Пакистан, кои се сметаат дека се потомци на македонците. И тоа е овој прекрасен цвет филигрански, со еден централен фасетиран македонски рубин, а 8 амазонити од Маријово. Амазонитите е вториот камен од Македонија. Дизајнот и изработката е на младата артистка Ивана Стојановска Станковиќ. 2009 година е направен подарок за папата Бенедикт XVI, кога наша делегација одеше во Ватикан да му го подари писмото, со покана да посети Македонија во склоп на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на мајка Тереза. Може ли да размислуваме во тој правец кое е значењето и символиката на ова скапуцано камче за Македонија? Ако кажеме дека дијамантот е прв број 1 во светот, одма по него на второто место доаѓаат рубин, сафир и смарагд. Токму рубинот го има. Македонскиот рубин многу тешко се наоѓа. Не е гарантирано дека ако отидете цел ден да барате по овие карпите, туку кажете снимките, не е гарантирано и најчесто нема да најдете. Значи, тука јас во сцените глумам дека као го наоѓам, а тој е принципот. Рубинот многу малку процентуално се наоѓа таму и затоа една од нашите задачи е да преку закон направиме така да концесионерот, што е светската иконска фирма, биде обврзан да секој камче што ќе се појави спорадично, да биде обврзан да ни дозволи на нас да го собереме, за да не го загубиме многу. И тоа е, некојаш може и во орамницата во земјата да се копаат и зборува дека порано пред 20-30 години, да кажеме 70-80, почесто ги наоѓале површински, но сега нашата промоција на македонскиот рубин како финален производ и бренд имаше контраефект со кој моравме како компромис да се согласиме, да се зголеми и популарноста на оние нови луѓе кои го бараат за да на црно да тргуваат со него. На црно викам под наводници, затоа што не постои бело, оти законот не го третира него. И тоа е проблем, ние пробувавме некогаш, ама тоа беше губење време и така да си стекнавме со тек на време тамошни локални од Прилез, кои подобро, дури вработени во рубина, во мермерот, во рудникот, и тие да не ги наоѓаат. И сега со тек на време, оти знаете, тоа е обични луѓе кои ќе ги најдат па ги чуваат, па после ќе им треба пред Велик ден или пред крај на учебна година или пред Божик, некој динар, некој кеш, ќе ги собираат по година дена, ќе собере едно кесе, едно кантиче и тогаш ќе ги дадат. И ние почна многу често, инаку да кажам дека во првите истражувања 60-те години на рубините во Македонија, работени се универзитетите на Белград, Загреб, Љубљана и Скопје, и професор Људевит Барич, еден голем геолог минералог од Загреб, кој цитиран во музејот горе на кај Кралската палата, е еден од најзаслужните за тие објавување на тие податоци. Во тоа време бил и професор Ристо Стојанов, првиот директор на Геоинститут. Така да ние тоа, после тоа, професорите ги истражиле во тие 10 години, 70 години се објавени како научни трудови
но само во академската фела. И после што се случува? Словенците, кои се многу заслужни, они, после не професорот го направил научниот труд, ама шоферот, лаборантот, асистентот, после ќе рече на жена, майте да идемо на Охрид ове године, и ќе отидат за Охрид, и многу сум уморен, да застанеме у Прилеп, и ќе преноќат една-две ноќи у Прилеп, и тогаш он ќе се растрча, и така било во времето на Југославија. И нашите у Прилеп викале, ово е Словенец, пишо, човек, вика, ни туто, ни чушки, ни френки, вика, 50 марки ми даде за камења. Вика, не знам, мама даваат пари. И така почнало тоа. И всушност имало и некои други кои оделе на тој сајм во Тржич, кој бил во Словенија, и носеле рубини, и тоа било дел од тој. И тоа е ниска економија, затоа што, а ја од тоа многу се чував, затоа што тоа вреди само ако го обработиш, и тогаш сите сили ги вложив како да научиме да ги брусиме скапоцените камења. Поучено од италијанците кои од патличанот направиле пица. Салса е таа пицата со, не знам, 10 грама салса од патличан вреди 10 евра, така. А кило патличан може да вреди 0,3 евра. Тоа е резонот и тоа е нашиот, ние мораме да финални производи да создаваме во Македонија и брилјантен пример, бидејќи таа технологија на брусење скапоценни камења секогаш била малку зацкриена, затоа за овие народи од кај што доаѓаат ресурсите, кои најчесто се земји колонизирани од колонизаторите во задните векови, неколку векови, да не научат како се брусат. Туку они само црнците да ги копаат диамантите во Јужна Африка, да имат $1 дневно, а они да ги брусат за кралицата и да го прават тој бизнис. И сега јас во мојата кариера, во почетокот, да кажеме, на 90-тите години, бидејќи многу патував тогаш, од Африка доаѓа само грудки на скапоцени камења, или да кажеме ова еден необработен аметист од Бразил, и тие одат на кило. Од Бразил тогаш доаѓа полуобработени или лошо обработени. На крајот на 90-тите години веќе од Бразил доаѓа супер обработени камења, значи се научија добро да ги брусат, а од Африка почна да доаѓаат полуобработени или лошо обработени, кои сепак имаат некоја мала надоградба во цената, и викам, ние сме во Европа, мора да научиме. И после тој имидж кој го имав како вработен, симпатичен за господинот Робис, кој беше огромен купувач. Сите го бркаа по него како милиардер да купи од нив, а ја бев задолжен за одредени куповини бизнеси, бидејќи ти дава буџет и барај што мислиш ти дека е добро и така. И после кога им реков дека сум веќе самостојна фирма, дека не работам за него, дека сум вратен во својата земја, тие продолжија со истиот третман како спрема него, што ме обезбеди супер почетна фаза. Значи, тоа е она што кога оставаш добар човечки, и ние македонците сме мајстори у тоа, ако не сме глупи, кој што се овие што не представуваат, со кои што никако не можеме да се идентифицираме. Освен тебе, ти правиш некој наследник, вака младо ми си поменам. Па, обучував деца, идејата ми беше ова сега за 10 години да стане нешто Скопје, Џорџо Армани, ваму таму. Испадна дека 20 години 10 квадратно дуќанче. Значи, имавме по време на која мене ми се погоди многу добро на етапа на кога дојде Груевски па формира агенција за промоција на туризмот, и таа беше беа интересни дечки внатре, кои не беа политички нешто многу маркирани. И тогаш тие не представува и практично сцените на ова видео, на овој документарен филм беа нивен предлог на странски продукции кои доаѓаат да прават промотивни филмови за Македонија како нова туристичка дестинација, кои ќе им го кажеа и македонскиот рубин како опција, сите имаа многу голем интерес. Имаат дојдено и од јапонската Сузуки телевизија со некои
Танабе, Сеичи Танабе, некој јапонски Ричард Гир, он дојде па гледаше како ги брусиме, како ги правиме, па за земјотресот, Кензо Тане. Така да тоа се погоди добро и во тој момент, бидејќи имавме супер раст, тогаш јас почнав да вработевам еден дечко да го научам да бруси, да ми помага, и еден дечко или девојче да работи физика. Но во Македонија како мал пазар, многу често имаме проблем што ако тие што ќе ги обучиш, после развиваат некое его и после викат па што ја видиам колку заработува, колку ми дава мене, ја ќе бидам сам, и тоа е стандарден проблем. И затоа од тој аспект ги разбирам оние стално што ги критикуваме шефови и газди, што се онака секогаш на дистанца од вработените. Ние не сме такви, еве, не е таков, и добро е што не сме такви. Инаку, најдобриот заклучок од овој проект, да кажеме, овој дел од мојата кариера, е што прв пат во историјата, а тоа се надоградува на имиджот на Охридскиот бисер, дека Македонија, освен како земја на суровини и зеленчук и овошје и земјоделски, се перцепира како земја на скапоцени камења. Првиот е рубин, што никогаш не сме го имале во историјата. Потоа рубинот не бил присатен, нема податоци историски дека се вградувал во накитот на тие, да кажеме, султани, паши што биле кај нас, бидејќи таа култура бркнува задниве неколку века во Европа, таа е видена од Индија, од Азија, од колониите, и они почнале тогаш ние сме биле провинција по турско, можда нешто малку во Солун, а скапоцените габања секогаш се карактеристични за центрите на моќ. Прага, Венеција, не знам, Истанбул и така. Тоа првиот податок за македонскиот рубин е по Првата светска војна. Бидејќи енергијата на кристалите е многу моќна, ама ние се уште е подобро да одиме на ручек, затоа што енергијата од ручекот побрзо ја абсорбираме.